вчера од собраниската говорница покажавте документ кој што е упатен до председателот на собранието од секретаријатот на енергетската заедница. Ова писмо го добија само Велјановски и Пешевски? Во Македонија е адресирано до нив. Бидејќи во нормалните демократски држави очекуваат кога е некој закон во собранието да се повикаат на најповиканиот, тој е председател на собранието, и да му кажат дека овој закон не е усогласен нити со европските правила, стандарди, нити со договорите што Македонија ги има подпишани. Председателот на собранието вчера тврдеше дека нема стигнато такво писмо до него. Ова е трето писмо кое доаѓа од европските институции, кои што некако не доаѓа до председателот на собранието, и мислам дека наместо да ја бара вината во собранието да си провери некој друг, да не му ја проверува архивата како што тој самиот вели. Бидејќи и со кога се носеше законот за антидискриминација и кога се носеа други препораки, некако препораките од Европската Унија, од Европската комисија залутуваат овде во собранието. И затоа не мислам дека е проблемот кај нас, мислам дека председател на собранието треба да одлучи или некој му чепка во архивата, или навистина она што и владата го прави се оглушува на препораките на енергетската заедница, а ние сме подписници и сме ратификувале договори со нејзин. Законот за експроприација за кој што укажува секретаријатот на Европската енергетска заедница сепак е на дневен ред на оваа собраниска седница. Па за жал, овде така се гласа во собранието без да се води сметка што се препораките или да знаеме зашто зборуваме. Ние ги дадовме истите амандмани што ги даде и енергетската заедница. Денеска во собранието е стигнат дописи од Евана, во кој што и Евана укажува на истите работи, бидејќи не може државата во даден момент да рече ова е јавен интерес и под себе да ги земи сите гасоводни системи, сите енергетски системи, сите системи за пренос на електрична енергија или пак за пренос на топлинска енергија. Тоа не се вика експроприација, тоа се вика национализација. И во случај кога владата е спремна да направи национализација, во собранието, председател на собранието не треба да помисли да го пушти ова писмо. Секретаријатот укажува дека на тој начин Македонија фактички ќе ги избрка потенцијалните инвеститори во овој сектор. Апсолутно. Во Македонија некој вложувал во некој систем и сега на државата им се гледа интересно, како што прават во други работи. Како што им се допадна да имаат такси компанија, си направија такси компанија. Им се допадна да имаат агенција за обезбедување, си направија своја агенција за обезбедување. Своја градежна фирма, па им паѓаат по сим ѕидови, згради. И сега, пошто е ова уносен бизнис, носи многу пари, тие се викат, па ќе им го земеме на луѓето што се оградели. Така да во овој момент, заради меморандумот кој што го кријат и неќе да го покажат на јавноста, загрозен е системот во Струмица, во Куманово и системот Гама. Ова е директен атак на сите три системи кои што постојат во Македонија. Јас се плашам дека во меморандумот за што го подпишаа Ставревски и Милијан Киевски постои монополска одредба дека целиот газ за цела Македонија, новата компанија со која што преговара е таму, ќе оди преку ДПМН-овски гасоводни системи. И затоа ова е сериозен атак на инвеститорите. Евана вложува милиони евра во државата. Гама преку Мак Петрол и преку нивните партнери Газпром вложуваат во Република Македонија, вложувале во системот. Топлинската енергија сега преносот има капитал странски, така да не како ќе дојде некој инвеститор ако државата во даден момент ако им се допадне бизнисот си го зима за себе. Дали СДСМ размислува нешто да преземе за првиот меѓу еднаквите во собранието, кој што еве велите дека сокрил значаен документ? Па не е прв пат. Мислам дека собранието ги доживува најлошите денови сега. Гледаме дека одлуките не ги носи председател на собранието, туку Талат Џафери и Дуи, како што беше изјавата дека кога подпредседател Сузана Селјук ќе води седница, дека ќе одлучи Талат Џафери. Така да што да правиме мојот понатаму? Можеби Талат Џафери го крие писмо, не знам.